Site zemni osnovi ke se raznišat, sinovi na Svevišnji od ke umrete kako luge, ke pagjate kako sekoj knez, Isus ke sudi nas ide. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sudite me pravedno, pogrevo pristrasno. Ne pazite na siroma, praveden i beden. Sinovi na Svevišnji od ke umrete kako luge, ke pagjate kako sekoj knez, Isus ke sudi nas i. Tatko moj, prosti mi, pogrešiv pred tebi i pred nebo to. Nima me Tatko nebesen koji sozdal se, si od svetova zemlja je sozdadena, padnata je zemljata, padnati sme na neja. За да станеме луѓе и да можеме да се движиме не само телесно како животните, или да не се движиме како билките и материјата, духовно да се движиме. И кога извика народот, почна да го моли Пилат да им го направи она што секогаш го правеше. Евреите, кои имаат завет со Исус, со Бог, а го распна Исуса. Тој им одговори и рече: сакате ли да ви го пуштам јудејскиот цар? Зашто знаеше дека првосвештениците го беа предале од завист. Тоа што излегува од срцето човечко, една таму беше и завист, љубомора, блудство. Првосвештениците го продале од завист, значи тие не се воопшто синови Божии, туку се синови човечки. Првосвештениците, пазете, тие што ве учат за Словото. Значи, на Мојсеевиот стол седнаа книжници и фарисеи, и тие го распнаа Исуса, и се уште седат на тој стол тие синови човечки, и се уште седат на тој стол тие синови сатански, паднати ангели. Слава ти, Господи Исусе Христе, и затоа го распнаа Исуса, но треба да се остварат писмата, има нешто што е Божија волја, што треба да го научиме. Ние сите го бараат своето, сите го бараат своето, се вели овде. Но не она што е на Исуса Христа. Што е на Исуса Христа? Волјата на Отецот. Нема ништо во Исуса Христа. Љубовта на Отецот, духот наш кој треба да не води, духот негов кој е наш, бидејќи во нас има едно мало духче и му вдахна во душата. Од секого од нас дух животен, за да стане жива душа. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ти благодарам, Исусе. Ние зборуваме не за река која води во подземниот свет, за реката на животот. Рахмасин дилахам, за жива вода која тече од секоја утроба, кој ќе го избере Исуса, ќе клекне на колена и ќе каже: прости ми, Татко, погрешив пред тебе и пред небото. Исусе, те љубам, им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци. И те повикувам да дојдеш во моето срце, да живееш во него. Некој ќе рече: немам грев, не сум убил никого. Да, оној што вели дека нема грев, лажеце. Лажеце. И Исус не е во него. Но првосвештениците го наговорија народот. Тие ќе го наговорат народот, тој не разбира. Тој ќе се народи да бара да им го пушти Бараба. Пилат пак им одговори и рече: што сакате да направам со оној што го нарекувате цар јудејски? Што сакате да направам? Пилат, кој знае дека го продале од завист.
Знаеше дека првосвештениците го предале од завист. Тие одново извикаа народот, распни го. Тие викаја, распни го, распни го, распни го, Исуса. Пилат им рече какво зло направил, но тие уште посилно извикаа, распни го, распни го. Други спасуваше, себе не се спаси. Тогаш Пилат, сакајки да му угоди на народот, дали вие се сакате да му годите како Пилат на народот или на Бог? Им го пушти Варава Бараба, а Исус го камшикуваше за секого од нас, го предаде да го распнат. Те сакам, Господе Исусе Христе. Војниците пак го одведоа внатре во дворот, односно во преторијата, јагне на коленје одведоа. Уста не отвори своја, за ништо не го сметавме, презрен, понижен беше. Те сакам, Господи Исусе Христе. Му облекоа багреница и откако сплетоа трнов венец да му се подсмеваат, му го кладоа на главата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Исус дојде, ја пролеа својата крв за секого од нас, за да ни даде почетна позиција, да не ослободи од греот, да не одврзе од прангите на сатаната, да не помири со Таткото Небесен и да ни даде повторно слободна волја, да го избереме Исуса и љубовта и Таткото Небесен. И почна да го поздравуваат, те поздравуваме царе јудајски. Пазете, евреите велат, ние немаме друг цар, освен Цезарот. Знаете, денеска некои луѓе прават идолопоклонство кон евреите. Наоѓаат цитати дека вели дека целиот Израел ќе биде спасен. Па да, суштински да, бидејќи добриот пастир оди за секоја овца, нема ниту една овца да биде загубена, го дава својот живот за овците и оди за загубената овца додека не ја најде. Те сакаме, Господи Исусе Христе, затоа ќе биде спасен. А кој е тој евреи кои не се евреи, лажната сатанска синагога? Зборува за тие што мислат дека имаат завет со Бог, а вршат прелюбодејство. Го распнаа Исуса и се уште го распнуваат и го удираа по главата со трска и плукаа на него. Му се поклонуваа паѓајки на колена со подсмев, а кога го исмеа, му ја соблекоа багреницата, му ја облекоа неговата облека и го поведоа да го распнат. Знаете, пред овој настан, Исус оди и се моли, им вели на своите апостоли, бидете будни, тие спијат неколку пати на осамено, на пусто место. Тој вели, Оче, тој се моли, ако може, и ти, кога се молиш, предпаѓаш пред Исуса, ти можеш да ме исцелиш, клекнува на колена, верата твоја те спаси. Знаете, ти можеш, ако сака Господ. Значи, пазете, ако може да ме одмине ова распнување, оваа чаша. Но не како што сакам јас. Тоа ни го кажува за да знаеме. Не како што сакам јас, не како што сакаш ти. И ти таму во некоја деноминација, во некој цитат од црква, во некоја црква цитат, градена на цитат, на песок градена. И се чека да дојде водата да ве одвее. Не како што сакам јас, нека биде твојата волја, татко мој. Значи, доаѓа ситуација, се молиш да те одмине, но ја прифаќаш со полна радост. Тоа е најдобро за тебе. Некогаш е подобро со телото да пострадаш, за да не грешиш повеќе, да научиш дека треба со духот да раснеш и да се движиш. Не си животно да се движиш само со телото. Слава ти, Господи Исусе Христе. И го натера еден минувач, некој си Симон Киринеецот. Симоне, да се покаеш, синко. Симон Киринеецот, таткото на Александар и Руф, кој се враќаше од поле да му го носи крстот. Симон Киринеецот. Има некој Симон од другата страна. Симоне, да се покаеш, синко. Па го доведоа на местото Голгота, што значи место на черепи. Реката си тече, знаете, жива вода. Кој верува во мене, вели Исус, од неговата река ќе потечат реки со жива вода. Не зборуваме за вода која ги пренесува умрените души со паричка на другата страна митологија.
оваа река, инаку една од 5 реки тие веруваат? По Хомера. Хомер бил обичен човек, затоа се вели слепиот Хомер. Зашто без Исус ти си слеп, со очи ќе гледате, нема да видите. Со уши ќе слушате, нема да чуете, и со срцето да разберат. Рам, пам, пам, дактилите кои се денес својствени во македонскиот јазик, со кој е напишан Хомер, гневот о Божице спеи го на Ахила, синот Пелеев, кобниот гнев што им задал на хајците безбројни болки силни во ад, испраќајки многобројни јуначки души во името на Исус го кршам секој небиблиски зарад. Дактилите, левите и десни кои се обредни метрички стапки кои денеска ги има во современиот македонски јазик, а не може да се направат во современиот грчки, бугарски, албански, српски. Што покажува тоа што го запишал Исус, Македонија, македонци, благодата Божија на црквите македонски, но исто како евреин, македонец е човек, син човечки кој го повикува Бог и станува син Божји. Како што евреин, израелец, јудеец е син човечки кој има завет со Бог, но го распнува Исуса. За жал, а македонецот денеска сака сам прави поклонство кон себе си, бидејќи сеќава дека има некое Божјо провидение. Значи Симон Киринеецот му го носи крстот, па го доведоа на местото Голгота и му дадоа да пие вино со смирна, но тој не зеде. Не зеде вино со смирна. Знаете, ние леп јадете, ова е моето тело, пиете ова мојата крв и го разбирате, кршите леп и вино. И мислите дека правите причест. Мојата храна. Исус вели, дали го разбирате овој стих, е да ја извршувам волјата. Храната е леп и вино. Да ја извршуваш волјата на Отецот Небесен, на оној што ме прати, вели Исус. Јас имам храна што вие не ја знаете. Дали го разбирате вие тоа или се занимавате со бебиња, деца по пазариштата што се расправаат? И откако го распнаа, ги разделија лиштата негови, фрлајки жрепка за нив, кој што да земе, кој што да грабне, кој што да украде, кој што да подели. Беше третиот час и го распнаа. Имаше надпис за вината негова, царот јудејски дојде кај своите и своите го распнаа, не го примија. Дојде кај своите и своите не го примија. Семогниот Бог. Те сакам, Господи Исусе Христе, о неразумни галатјани, дојде кај своите и своите го распнаа, првосвештениците го натераа Пилат да го распне. Те сакам, Господи Исусе Христе, ја пролеа својата света крв за секого од нас. Семогниот Татко, кој нема да дозволи ниту една овца, ниту едно душа да биде загубена. Те сакам. Ние сме сега луѓе, треба да научиме да се движиме не само телесно, туку во духот. И тогаш стануваме синови Божји. Тогаш чекориме по патеката на Исусовата љубов. Тогаш ги љубиме сите, тогаш им простуваме на сите. Тогаш разбираме дека сите поделби во деноминации, во цитирани цркви се сатански доктрини, бидејќи немаме љубов во своето срце. А ако немаме љубов во срцето, го немаме Исуса, бидејќи Бог е љубов и Бог е и Исус е љубов. И тоа е прелюбодејство. Беше третиот час. Те сакам, Господи Исусе Христе, и го распнаа. Имаше надпис за вината негова, царот јудејски, а со него распнаа и два разбойника, едниот од нив се спасува, не ви го знаеме тоа, едниот од десната, другиот од левата страна. И се исполни писмото. Значи, ние зборуваме да се исполнат писмата, писмото со голема буква, зашто е живо слово, окој е духот на нашиот Отец, но треба да оживее во вашето срце, значи не со камени цитати, туку со живи слова во вашето срце кои живеат во духот на нашиот Отец. Но треба да застанете пред Исус
Исусе, јас сум тој и тој, сакам нешто да ти кажам, Исусе, ти вака и вака. Не. Исусе, да ти кажам нешто. Не. Исусе, не. Не. Долу. Падна на колена. Се допре до облеката негова. Прости ми, татко. Ти можеш да ме исцелиш. Прости ми, татко. Прости им, татко. Прости ми, татко, не знаев што правам. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам, Исусе. Ти си цар, Исусе. Ти благодарам што ме држиш да го кажувам ова слово од дух и вистина. И се исполни писмото кое вели и меѓу беззаконици го ставија. Значи, писмото се исполнува, затоа има Божја волја. Затоа ние не знаеме што треба да се случи. Понекогаш Исус се молеше, ако може да ме одмине оваа чаша. Затоа им вели на двајцата апостоли кои сакаат да седнат од десната страна, можете ли да се крстите со крстението што јас сум крстен? Со крстението, кое е тоа? Па умре стариот Исус и од него зборуваше духот на нашиот Отец. Не направи ништо во свое име. На крстот тие велат дали си крстен, дали сум крстен во дух, во љубовта на мојот Отец сум крстен. На крстот го оставам стариот Тихо и немам повеќе своји желби, туку сум сад за свечен или за општа употреба, за секојдневна, како што сака мојот татко, и немам своја волја. Едноставно само љубовта на мојот Отец ме води. Те сакам да се усовршувам во љубовта. Се покајувам за секој греф, никого не осудувам. А минувачите вртејки глава го хулеа и велеа: аха, ти што го уриваш храмот и за 3 дни го содзидуваш. Тој зборува за твоето тело, за храмот. Тие зборуваат за граден храм. Знаете, храмот е практично сте вие. Исус живее во вас. Црквата сте вие. Телото е храм на Светиот Дух. Тие зборуваат за храм што не се движи. Тој зборува за храм што духовно се движи со живи камења. Исус вели живи камења. Тој е храм што се движи. Духовен храм. Нашите тела и души да ги дадеме во богоугодна жртва. Милост сакам. Не за камени творби, не за врзаност за земјата. Станете да си одиме одовде. Црквата сте вие. Ако му дозволите на Исус да љуби низ вас духот на нашиот Отец, ако застанете пред Исуса, често ќе прашам некои од протестантскиве заедници, ево другиве што да ги објаснуваш кога ништо не разбираат, се занимаваат со светци, со обредни работи. Дали си застанал Исус? Да, бара, цитати, мртви слова, камења. Синко, не си простил таму некаде, осудуваш други. Мислиш дека сола скриптура, само писмото е потребно, а јас ти велам, не е во името на Исус, не е доволно сола скриптура. Тоа може да функционира, да оживее во твоето срце, откако еднаш ќе застанеш пред Исус и ќе се оставиш таму на крстот. Крвта негова ќе биде врз тебе. Ти нема повеќе да бидеш истиот човек и од твоето срце нема да излегуваат сите оние работи, завист, љубомора, блудство, кражби, предава, што те осквернува. Ти тогаш ќе се усовршуваш во љубовта. Спаси се себе си. Слези од крстот, човек од човечка. Да слезе од крстот, тој се крштева со крштението, умира на крстот. И ти треба да умреш на крстот. Стариот човек, грешниот човек, да се оставиш таму и духот на нашиот Отец да зборува низ тебе, не ти да зборуваш. Пазете, исто така, спаси се себе си, слези од крстот. Тоа е она што Петар му го вели, а Исус му рече, бегај од мене, сатано. Зашто мислиш на она што е човечко, а не на она што е Божјо. Исто така, првосвештениците со книжниците му се смееја. Тие што го знаат писмото, сола скриптура што беа, тие му се смееја. На Мојсеевиот стол седнаа садукеи и фарисеи што го знаат писмото. Цитатори на стихови, мртви стихови, камени стихови кои не оживеале во нивните срца. Тие зборуваат, а не извршуваат.
Не можат да ја извршуваат љубовта бидејќи ја немаат, бидејќи Исус не живее во нивното срце. Други спасуваше, себе не може да се спаси. Излезе една песна, слезе по духот. Други спасуваше, себе не се спаси, татко мој ме остави. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Други спасуваше, себе си не може да се спаси. Ти мисла дека да се спасиш, значи да си го зачуваш душата, кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби. Себе си да се зачуваш, себе си. Но кој ќе ја даде душата своја, ќе ја спаси. Кому? На Исус во владење. Со сето свое срце, заповедта, со сиот свој разум, со сета своја душа. Во Марко има и со сета своја сила, тоа го нема во Матеј. Љуби го својот Господ, Татко на небесата. И љуби го својот ближен како себе си. Дали го љубиш својот ближен како себе си, како што себе си, се што имаш себе си му даваш на ближниот? Како што јас ве возљубив, вели Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Христос, царот Израелев, нека слезе сега од крстот, па да видим и да поверуваме. Ете, тоа е човечки. Ајде, нека слезе сега, а? Виде, го распнаа. Човекот е слеп, добива можност да се движи. Претходно каменот не се движи, билката не се движи. Тоа е се создадено и падната материја. Реката се движи, но по едно корито само. Интересно. Водата се прилагодува. Животното се движи. А човекот се движи исто така. Дали ќе биде животно или ќе се врати кај Исус, зависи од тоа дали ќе му го предаде и ќе застане пред Исус и ќе се движи со духот. Ќе го движи љубовта на нашиот татко. Те сакам, Господи Исусе Христе, го хулеа и распнатите со него, освен еден. Слава ти, Господи Исусе Христе. Значи, како се прима Исус и како се застанува пред Исус е важно прашање. Ако вие само го читате ова слово, на камени слова напишани на камен, 10 Божји заповеди, не можете да ги извршите, бидејќи од вашето срце излегува сето она што е пишано овде. Завис, прелюбодејство, омраза и други работи, и уште други. Слава ти, Господи Исусе Христе, бегај од мене, Сатано. Исус му вели на Петар, зашто не мислиш на она што е Божјо, туку на она што е човечко. Знаете, Сатана е оној што мисли на она што е човечко. Тоа е суштинско прашање. Кога ги остави пак Исус влезе во коработ и премина на другата страна. Има премин. Но тие она го раскажуваат за премин на мртвите. Исус влегува во царството на подземјето, да го проповеда светото Евангелие. Да го проповеда светото Евангелие. Слава ти, Господе Исусе Христе, да премине на другата страна. Едната страна сте вие, тоа што сакате вие, другата страна е Исусовата страна на која треба сите да преминеме. Од срцето човечко излегуваат лоши помисли, прелюбодејства, блудства, убиства, кражби, лакомства, злоба, лукавство, разврат, окозавидливо, богохулство, гордост, безумство и уште кој знае колку работи. Сето тоа зло однатре излегува и го осквернува човекот. Ние зборуваме дека ако куќата во која сте вие сега, телото кое е храм, а вие не сте телесна, туку сте духовна природа, ги содржи сите тие состојби на нељубов. Како вие ќе успеете да чекорите на Исус само со ова? Ако не застанете пред Исус, значи тие ги читаат и проучуваат писмата, мислат ќе им дадат живот вечен, а не доаѓаат кај мене, за да им дадам живот вечен. Мир вам, до Божјо Царство Небесно. Татко мој, ти благодарам што и денеска беше во моето срце. Благослови ги сите оние кои ќе речат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, имам проблем. Исусе, покажи ми што да направам, се покајувам за секој грев.
им простувам на сите, се покајувам за гревовите на моите предци. Те повикувам во мојот живот да се случува само Твојата волја. Ти води ме, Ти покажи ме, оставам се во Твоите раце. Мирувам до Божиот Царство Небесно. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет врз оваа река, кој има некои митски приказни кои ние не ги разбираме. Во името на Господ Исус Христос сега ја прославувам. Господе Исусе Христе, Твојата победа над смртта и сатаната, над демоните, болестите, болките, страдањата, во мојот живот, во оваа приказна, во сите оние кои ќе речат Исусе те сакам, и насекаде на Македонскиот полуостров, насекаде, каде што сме ние синови човечки, да станеме синови Божји, оставам се во Твоите раце, те сакам Исусе, Ти благодарам што и овој ден ме научи дека Ти зборуваш низ мене, Твојата волја, Твојата сила, Твое царството и силата и славата, те сакам Исусе. Исусе, Ти си мојот цар. Слава Ти, Господи Исусе Христе, со двоостар меч и мечот на духот ги раскинувам сите пранги, што сатаната ги фрле врз мене, врз нашата заедница, врз моето семејство, моите духовни, телесни деца и врз оваа земја, врз оваа река. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божиот Царство Небесно. Брате и пријателе, ако те мачи нешто, еве човекот трча зад мене. Знаете, кога би знаел дека има малку време, ќе почнеме да трчаме сите по Исуса, да го бараме. Те сакам Исусе, но како се застанува пред Исус? Татко мој, погрешив пред Тебе и пред небото. Те сакам Исусе, дојди во моето срце Исусе и помогни ми. Амин. Мир вам до Божиот Царство Небесно. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Татко мој, имаш татко на небесата, небесен, кој нема да остави да пропаднеш. Дека ти треба време. Ако повторно се вратиш и поминеш низ оган, се враќам пак кај Тебе. Ако не го избереш Исуса, ако не дојдеш пред Исуса, ако не застанеш пред Исуса, ако не ја примиш Исусовата љубов. Амин. Не знам, не разбирам, но Ти народат сите земни основи ке се разнишат. Синови на Севишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез. Исус ке суди на сите. Се што ми треба е Твојата преградка. Прости ми, Отче, грешив пред Тебе и пред небото. Се што ми треба е Твојата преградка. Прости ми, Отче, грешев пред Тебе и пред небото. Судите ме праведно, во гревот пристрасно. Не пазите на сиромав, праведен и беден. Синови на Севишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез. Исус ке суди на сите.